на претходната седмица на Совет во месец декември, според усвоената програма која требаше да биде на јавен оглас, а е по препорака и забелешка која требаше да биде во најкраток временски период, и затоа временскиот период не беше многу краток и гледавме во најкраток временски период да го направиме јавниот повик, бидејќи имаме манифестации кои се одржуваат тековни во јануар, февруар, март, и да не достигне како претходно што кажа претходникот советникот Благојче, да бидне во мај и во април. Врз основа на тоа, јавниот оглас беше распишан на 9.2. во 2022, каде има правилник и спрема тој правилник се сите распределени средства и има критериум. На огласот вкупно аплицирале 95 здруженија, фондации, правни субјекти и невладини организации, од кои 67 биле комплетни документи и сите 67 добиле некоја финансиска помош. Додека 28 се одбиени затоа што немале комплетни документи. Најголем проблем, и ги разбираме сите здруженија, организации кои организираат некои манифестации, бидејќи на некој начин се лути, затоа што претходно, минатата година, имале добиени средства од Министерството за култура, а оваа година, за жал, освен НУЦК Трајко Прокопиев, ниту една манифестација не е одобрена од Министерството за култура. И ние ги разбираме сите здруженија кои сега аплицираат и кои бараат дополнителни средства, но треба сите да заеме во предвид дека сите 7 милиона и 30 илјади денари, како што беа во јавниот повик, се распределени спрема критериумот на сите кои ги исполниле условите и критериумите. Културата ја сведовте на политички препукувања, на етничка база. Тоа мене што не ми се допаѓа како председател. И пак ќе кажам, што да правиме ние од За наше Куманово или коалицијата што гласали албанците за нас? Значи, треба да се гледа малку пошироко на оваа работа. Не само колку добиле албанците од културата, како сите што добиле. Нема никаде некој енормно покачување, а колку за ваша информација од Министерството за култура оваа година, мислам дека само денови на комедија покрај толку апликација добиле средства. Значи, малку да се запрашаме каде е Министерството за култура тука во нашата култура на Куманово. Кој помага освен општината? И јас лично го поздравувам овој јавен повик, ги поздравувам сите нови иницијативи, поздравувам комисија која направи добро дело што распиша јавен оглас, ја поздравувам комисијата во состав на Совет на општина Куманово која направи правилна распределба и за сите ќе има по нешто, а се што им фали ќе се изборат, ќе си најдат или спонзори или некако на некој друг начин ќе ги реализират активностите.